Добар ден. Од мене нека ние честит јубилејот на фестивалот 60 години Македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински Прилеп. Од мое име и од името на собранието на фестивалот сакам со целата македонска јавност да ја споделам радоста за ова јубилејно издание. Прилеп, Прилепскиот театар, прилепските театарски уметници и сите театарски уметници од Македонија го заслужуваат ова јубилеј да биде прославен на достоинствен начин. Освен ова што го кажа Сребра, јас и уште еден новитет ќе додадам денес на крајот на описот на експликацијата. Како што знаете, во овој мој 4-годишен мандат секогаш имаме една малку подолга експликација за селекцијата, меѓутоа сметам дека ми е должност и како професорка, како уметничка директорка да објаснам зошто е направена оваа селекција на ваков начин. Кризата на човекот во општеството и кризата на општеството во човекот. Експликација на селекцијата за 60-тиот Македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински Прилеп. Да се направи селекција за 60 годишниот јубилеј е еден од доминантните предизвици на подготовките на овогодишниот фестивал. Како театролог, писателка и пред се како влюбеник во театарот, ова сезона за мене беше една од најпредизвикувачките за селекција. Од изгледаните 54 представи во македонските институционални театри и независната продукција, како главна одлика се гледа дека доминираат мал број режисерски имиња, квази комедии кои треба да ни покажат дека публиката доаѓа во театар од една причина, како и препрочити на одамна веќе излитани драми. Недостига поголем простор за македонската драма, независно дали е современа или не, а особено представи кои сериозно би ја поставиле македонската драма во современ контекст. Иако на репертоарите на театрите имаше македонски драми, сепак не достигаше современ ракопис кој треба да покаже како треба да изгледа денешната современа драма кај нас, а истовремено некои од представите работени според македонските драми не беа на соодветно ниво во однос на актуелниот театарски контекст. За мене, современиот театар денес треба да има став и коментар на состојбата во која се наоѓаме, треба гласно и јасно да ги детектира аномалиите на општеството и да покажува сериозна професионалност. Од она што го видов на македонските театарски сцени, има одлични примери во независната продукција и ретки примери во институционалната продукција. Затоа концептот за ова издание го подредив на тематот кризата на човекот во општеството и кризата на општеството во човекот. Оваа селекција покажува дека има актери кои некако логично доаѓаат до своите представи и доминираат во нив. Станува збор за неколку избрани актерски креации кои вреди да бидат презентирани. Кога дојдов на ова место, решив 4-та година од мојот мандат да биде како и светлите примери од минатото, со селекција на представи работени според македонски драми, но наспроти моите желби и тенденции, тоа нема да се случи поради понудената слика во македонските театарски институции. Во официјална селекција се избрани следните представи, подредени се по азбучен ред од насловот на представата, значи нема друго подредување. Амадеус од Петар Шефер, во режија на Андреј Цветановски, продукција на Турски театар Скопје. Прикажувањето на човечките фрустрации, просечноста наспроти генијалноста и предизвиците да се постави сето тоа во контекст на општествениот подем и распад, го има направено Петар Шефер во Амадеус на едно мощно впечатливо ниво, што секоја нова изведба бара од режисерот и негов коментар во однос на современиот општествено-политички контекст. Провокативните теми и современиот пристап во однос на развивањето на драмското дејство кај Шефер создаваат автор кој постојано треба да се поставува, особено во особено значајните времиња кога кризата на духот станува криза на општеството. Андреј Цветановски со ансамблот на Турскиот театар од Скопје создава преочит на драмата воден од актерските потенцијали, посебно од двоецот Јеткин Сезаир како Амадеус и Селпин Керим како Салиери. Сметам дека има представи кои си ги бараат своите актери и актери кои креативно растат се додека не ја најдат својата представа. Такви има неколку во годинешнава селекција и ова е една од нив. Решен да ја отслика суровата слика на конфликтот кој е повеќе интимен отколку надворешен, Андреј Цветановски создава представа во која актерите доминираат наспроти целиот сценски и аудиовизуелен контекст. Сметам дека Амадеус е представа која треба да се игра постојано, како сведоштво, како парадигма и на уметноста и на нечовечноста. Втора представа Едмунд од Дејвид Мамет во режија
на Оливер Мицевски, продукција на Народен театар Битола. Едмонд е представа за една ноќ во животот на Едмонд Бург, прикажан во 33 кратки сцени со препознатливиот остар јазик на еден од најдобрите современи американски, но и светски драмски автори Дейвид Мамет. Оно што ја прави посебна ова драма се не само кратките рафални реплики на авторот, прикажани во контекст на кризата на современиот човек, туку и режисерската постапка на Оливер Мицевски, кој решава да изгради представата врз доминантната актерска естетика на Огнен Дранговски. Едмонд е човек кој една ноќ остава се што знае во својот живот и решава дека треба да исчекори надвор од конвенциите. Тој сосема наивно, но никако невино, си игра со концептот на слобода и како бумеранг му се враќа сето она што смета дека му стои на патот. Во оваа продукција на Народниот театар од Битола имаме можност да ја видиме современ и актуелен прочит на драмата на Мамет, која барем за миг донесува автентична театарска приказна на македонските сцени. Ивона, принцезата на Бургунд, од Витол Гомбрович, во режија на Билјана Радиновска, продукција на театар Комедија Скопје. Во гротескниот свет на Гомбрович постојано се преплетува кризата на човекот, поточно кризата на општеството. Неговиот глас е секогаш насочен кон истакнувањето на аномалиите во општеството под замаглениот привид на она што ни се чини непроменливо. Власта, општеството и човекот наспроти нив се дел и од оваа пиеса, која во светските театарски параметри се чита како авторовата пресметка и со сопственото театарско наследство, но и со системот воопшто. Во режисерската визија на Билјана Радиновска, Ивона, принцезата на Бургунд е исчистена од сите украси додатоци и е поставена отворено пред нас, покажувајќи ни како една случајност води кон уништување, како една заслепеност од власт води кон деструкција на нешто постојано и комплексно. Можеби токму ваквата и оваа визија треба да е подкрепена со актерската игра, за која ансамблот на театар Комедија треба и да е подготвен. Сметав дека во духот на годинешниот концепт на селекцијата, ова е една од представите што говорат директно и за односот на нашиот театар кон овој вид на драматургија. Четврта представа. Калигула од Албер Ками, во режија на Ѓорги Ризески, продукција на Народен театар Куманово. Од сите представи во оваа селекција, Калигула е најрепрезентативниот пример на актерот што ја наоѓа својата представа и представата што го наоѓа својот актер. Марко Трајковиќ, како да го живее својот Калигула низ целата своја кариера, доаѓајќи до моментот да го покаже и на сцена. Во режисерскиот ракопис на Ѓорги Ризески, изборот на драмата на познатиот француски писател Албер Ками, која е напишана како своевидно предупредување на човештвото, што ќе се случи ако оставиме да поминат грешките на системот неказнето, е логична последица на неговата перманентна грижа за својот однос кон театарот. Ова представа покажува уште една важна постапка, дека театарот во Куманово има и ансамбл и однос кон современиот театарски контекст кој треба да продолжи да го развива. Сепак, ова е представа за еден актер и за другите актери што ги креираат своите роли во таа непосредна комуникација на сцената. Визуелниот израз на Ризески ни покажува една доминантна, груба, силна авторска естетика која отвора низ прашања за односот на авторитетот во времето на криза и за односот на општеството кон суровиот поединец. Петта представа, Мачки на глава од Венко Андоновски во режија на Дејан Пројковски, продукција на Драмски театар Скопје. Како општество и култура не знам дали сме подготвени да правиме рециклажа на култната драма Диво Месо на Горан Стефановски. Но ако се поставиме во позиција на театарот како коментар или предупредување на некои општествени неприлики, може да искористиме како почетен текст од кој би се развила некоја сосема поразлична приказна. Режисерот Дејан Пројковски ја користи драмата на Венко Андоновски како база врз која ја поставува својата приказна за идеологијата и отпорот, за бунтот и полтронството, за сегашноста овде и насекаде. Актерската изведба е дел од големата слика на режисерското читање на Пројковски. За мене, актерската игра, прикажана во оваа представа, во мрежата знаци на сите театарски чинители, ја гради игривата слика на дистописката естетика која треба да не вознемири и предупреди. Представа која кореспондира со вогодинешниот концепт, македонска драма, однос на човекот кон општеството и приказ на кризата и на човекот и на општеството. Шеста представа. Носорози од Јежен Јонеско во режија на Васил Василев, продукција на Албански театар Скопје. Носорози е парадигматски пример на светската театарска практика за односот на човекот во општествениот систем, загрозен од конформизмот и недоволниот отпор кон секој обид за уништување.
Напишана од страна на еден од најзначајните автори на театарот на апсурдот, ова драма ни покажува со сите алатки на антидрамата дека човекот и кризата во општеството, кога се поставени надвор од поставените морални координати, стануваат дел од хипокризијата и дека со јазикот на апсурдот ја менува комплетно својата форма. Во јазикот на Јонеско нема логика, нема причинско-последични односи, има само неприкосновени факти кои кажуваат вистината на еден редок, директен начин. Во режијата на гостинот од Бугарија, Васил Василев, оваа представа станува изместена форма во која актерите покажуваат својата игра на еден едноставен начин, оставајќи на драмата гласно да ја говори побуната против манипулацијата, хистеријата и себезалажувањето. Седма представа, случајната смрт на еден анархист од Дарио Фо во режија на Ивана Ангеловска, продукција на Театар Штип. Ивана Ангеловска е една од ретките македонски режисерки што континуирано и суптилно, компетентно, непретенциозно ја градат својата театарска поетика. Незините режии се исклучително чисти и со став кој искажа ненаметливо, но низ процес на сериозно театарско истражување. Затоа сметам дека е многу важно што во оваа селекција влегува незиното читање на денес култната драма на истакнатиот италијански нобеловец Дарио Фо, Случајната смрт на еден анархист. Работена врз вистински настан, напишана на препознатливиот јазик на Фо, полн со сатира и директен и остар хумор, оваа представа е одличен приказ на манипулацијата во општествен контекст, на протестот на еден човек кон тиранијата на системот, но и можност актерски да се покаже дека не е секоја сатира смешна, колку што може да е доминантна за истражување на сопствениот актерски ракопис. Во претходно споменатиот аспект на оваа селекција, за актерот во потрагата по својата представа, може да се каже дека се евидентира изведбата на Евтим Трајчов Ѓаурски во главната улога, покажувајќи ја неговата доминантна актерска поетика. 8. Страф и надеж по мотивите на Франц Ксавер Крец во режија на Татјана Мандиќ Ригонат, продукција на Македонскиот народен театар Скопје. Франц Ксавер Крец со драмата Страф и надеж во ДР Германија создава немилосредна слика на германското општество во периодот кога е напишана, 1984 година. Директен, бескомпромисен, суров во приказот на реалноста, Крец со оваа драма ги мапира конкретните општествени аномалии, особено проблемот со невработеноста и социјалните разлики. Гостинката режисерка Татјана Мандиќ Ригонат во Македонскиот народен театар поставува линеарен преглед на сите етапни сцени во ова обемно дело на Крец, која го адаптира во конкретен, современ, актуелен македонски контекст, зачинувајќи го со брехтијанскиот тип на сонгови кои коментираат нашата реалност. Представата е фокусирана на хиперреалистичниот приказ на конкретните семејни, лични и општествени кризи и преку сценографијата и преку изведбата на сонговите во живо, но и преку актерската игра. Во оваа представа актерите се вмрежени во текстурата на представата во автопоетичен пристап. 9. Црнила од Коле Чашуле во режија на Дејан Пројковски, продукција на Народен театар во еден чернодрински прилеп. Во процесот на селекција за ова издание, најмногу се двоумев за оваа представа. Иако начално станува збор за идеален кандидат за овој концепт, особено ако се познава мојата интенција да доминира македонската драма во оваа година на јубилеот, сепак ја мислев најмногу од сите во овој избор. Она што е става во таквата позиција е режисерското читање на македонскиот театарски класик. Во режисерската визија на Пројковски, Луков станува олицетворение на експресивното насилство, од кое страдаат сите, а не само тие што треба. Најмногу вознемирува начинот на кој современиот контекст станува дел од ова неверојатно моќно драмско дело. Кога се поставува на сцена Црнила, секогаш треба да се има предвид дека во оваа драма важно е убиството на идолот, исто колку и убиството на идеалот. И последната представа во официјална селекција, 10-та, Челиндж, автор и режија Јане Спасич, театар за деца и младинци Скопје. Секоја нова општествена промена придонесува за промена на односот на децата кон светот во кој живеат. Современото време во кое децата и младите луѓе се изложени на притисокот од социјалните мрежи, постигнувањата што не се реални или силната допаминска трка под наводници за лајкови, е сето она што е провокација на една актуелна театарска представа. Авторот и режисер Јане Спасич решава заедно со ансамблот на театарот за деца и младинци да се занимава со една од современите општествени аномалии и истовремено да го прикаже односот деца, млади луѓе наспроти возрастни, и тоа без нималку да филува, ниту да го ублажи. Една навидом обична екскурзија прикажува неколку важни теми во тој однос на кој ниту еден од нас не може да остане имун.
Во придружна програма се избрани следните представи, исто така подредени по азбучен ред. Прва, Вилицата на Ибен Баерс од Филип Груич во режија на Борис Василевски, продукција на Штрих. Некогаш во светот на уметностите страдањата на човековата душа може да се прикаже низ призмата на оние што таа криза ја почнуваат, а не низ призмата на жртвите. Кризата на човекот Ибен Баерс ја предизвикува и кризата на општеството во овој современ драмски текст на Филип Груич, кој го режира Борис Василевски и ја покажува на директен начин, не само како предупредување, туку како соочување со последиците на сопствените постапки. Режирана како своевиден коментар, кој постдрамски го третира не само театарот, туку и општеството во тој театар, ова представа е соодветен аргумент на годинешната селекција и покажува дека барем кај нас во Македонија, независната продукција знае да создава современ театар. Втора представа. Драга Јелена Сергеевна од Људмила Разумовскаја во режија на Шенај Мандак, копродукција на Факултетот за драмски уметности и Македонскиот народен театар. Шенај Мандак е најавтентичната режисерка во денешниот театарски контекст. Освен оваа представа, би сакала да ја споменам и представата Безиднина, работена според драмата на Ведекин Будење на пролетта, во продукција на Албанскиот театар за деца и млади. Незиниот режисерски ракопис секогаш оди надвор од комфорната зона и во истражување на границите и нивно поместување. Драга Јелена Сергеевна е незината магистерска представа по театарска режија, во која таа, препознатливиот текст на Разумовскаја, го носи на уште едно повисоко ниво, истражувајќи го низ режисерските постулати на еден од најзначајните светски режисери Меерхойт. Во контекст на годинешниот концепт на селекцијата, сметам дека најдобро може да се покаже кризата на човекот во општеството преку младите луѓе и нивните конфликти наспроти возрастните. Трета представа, Невиност од Деа Лоер, дипломска представа на класата по актерска игра под менторство на професор магистер Зоја Бузалковска и вонреден професор магистер Александар Степанулевски. Дипломската представа на оваа генерација студенти по актерска игра на професорката Бузалковска, Невиност, прикажува криза на општеството преку криза на секој од ликовите во петте приказни. Напишана како своевиден коментар на современиот свет преку аномалиите како тероризам, насилство, конфликт, случајност и избор. Представата, поточно младите актери во представата, покажуваат како се игра на еден современ начин во контекст на режисерската поставеност и на кој начин современиот драмски материјал е предизвик за секој млад човек. И последната представа во независна продукција Сина Сенка од Брајан Рейнолдс во режија на Тамара Стојановска, театар Златен елец. Денешното општество изобилува со насилство и нечовечност, кој во овој актуелен драмски текст се покажани низ патеките што водат до конечниот резултат. Корозијата на општествените вредности во режијата на Тамара Стојановска станува директен и конкретен знак. Ова е исто така представа која конкретно го покажува и мојот концепт за селекција. Човекот во системот и сите кризи низ кои тој поминува, а тие кризи потоа стануваат дел и од него. Истовремено ни го прикажува истиот човек и како джелат, и како жртва, и како херој, и како губитник. Затоа сметам дека е важно да се види дека театарот ги има алатките за соочување со сите човекови предизвици, а ние како општество и култура треба да ја прифатиме одговорноста и да се обидеме да бидеме почовечни, емпатични и посветени. Им честитам на сите селектирани театри и продукции. Освен таа информација што сите ја чекате од мене, сакам да ги објавам наградите за животно дело и да им честитам на секој од добитниците. Поради јубилеот, годинава добитници се 4 театарски уметници од Македонија за исклучително посветена работа низ годините. Атила Клинче, Сашо Миленковски, Љубомир Чадиковски и Веби Керими. Верувам дека секој од вас ги препознавате имињата, ги знаете, им честитам од срце и им посакувам уште многу успешни театарски креации. Годинешната жири комисија повторно се тројца истакнати членови од театарската заедница, театрологот Дарко Лукич, театарската режисерка Аида Буквич и актерката и режисерка Снежана Коневска-Руси. Најголемиот новитет што сметам дека треба да го објавиме денеска е одлуката на собранието на фестивалот Војдан Чернодрински по иницијатива на семејството на Кирил Ристовски, нашиот долгогодишен директор, професор на Факултетот за драмски уметности, човекот што е заслужен за реформата на нашиот театарски фестивал, да го носи и на наградата за најдобра машка улога, за главна машка улога, да го носи неговото име.
Сметам дека ова е една од поголемите одлуки на фестивалот, затоа што такви луѓе треба да останат запишани во историјата на македонскиот театар. Ви благодарам, драги новинари. Сакам само накратко уште да ви кажам дека активностите поврзани со фестивалот, кој што ќе почне во петок на 5 јуни и ќе заврши на 12 јуни оваа година, ќе бидат повторно со активности, како што знаете, ги имаме неколку што ќе се случуваат низ Прилеп. Имаме 3 изложби кои што ќе бидат направени за овој фестивал. Првата е со постерите од представите на авторот во Фокус, Дејан Дуковски, денес не го споменавме затоа што таа објава веќе ја имаме направена. Денот на авторот во Фокус е во недела, така што сите активности ќе бидат поврзани со него тогаш. Изложба 60 години фестивал, на која што ќе бидат прикажани артефакти кои што се многу важни за фестивалот и би било убаво да се подсетиме и споменеме. И се разбира оно што лани беше успешно како експеримент, продолжуваме да го работиме, а тоа е Прилеп во Фокус, односно тој музеј во движење што работиме. Овој пат за тројца повторно театарски уметници од Прилеп, Благој Ивчевски, Лидија и Трајче Ивановски. Сметам дека тоа исто така треба да го посочиме. Детската зона си останува нашето најубаво катче на фестивалот секој утро во центарот на градот под градскиот сад. Ке имаме повторно промоции, ке има уличен формат кој што го работат студентите на Факултетот за драмски уметности, овој пат по сцени од драмите на Дејан Дуковски во чест на авторот во Фокус кој е, и во негова чест на затворањето на фестивалот ќе ни гостува представата Црно злато од Белградско драмско позориште, последниот текст преизведбата на драмата на Дејан Дуковски. Сметам дека ќе имаме интересен фестивал кој што би требало да го проследуваме и да заедно го прославуваме овој 60 годишен јубилеј. Ви благодарам, повелете ако имате прашање. Која се знае ли која представа ќе го отвори фестивалот и дали отворањето поради јубилејот ќе добие нов лик, нешто? Се разбира, да. Инаку не би било интересно да немаме такво отварање. Да, Драмски театар од Скопје ќе го отвори фестивалот со представата Мачки на глава. А останува на граѓаните на Прилеп и на сите посетители кои што ќе дојдат да видат како се спремаме. Отворањето на фестивалот ќе биде со изложбата 60 години јубилеј. Правиме едно патување од зградата на театарот во Прилеп до Марко Цепенков, каде што ќе раскажуваме приказната за историјатот на фестивалот. Едно прашање поврзано со набавката на влезниците. Дали Да. има некој новитет тука? Да, се надевам, уште не можам да ви потврдам, ќе бидете информирани, ќе бидат повторно онлайн и со физичко присуство, меѓутоа се надевам дека ќе ги немаме проблемите од претходните години. Знам зашто ме прашувате и мене тоа ми е проблем, така што се надевам дека ќе го решиме тоа во текот на наредниве денови ќе имате информација точно и навремено ќе биде искажана јавно. Дали оваа година театрите остануваат во Прилеп или повторно патуваат како и секоја година, со оглед на тоа што сега имаме јубилеен фестивал? Театрите не патуваат секоја година, театрите остануваат, дадена им е можноста да останат во Прилеп. Прилеп, колку што знаете, имаме ограничени сместувачки капацитети, меѓутоа секогаш ја нудиме таа опција за театрите и остануваат скоро сите театри, барем една вечер остануваат во Прилеп, бидејќи не се разбира, имаме разговори на тркалезната маса другиот ден. Се додека немаме поголеми капацитети сместувачки, не би можела тоа прашање да го одговори. Затоа што знаете колку хотели има во Прилеп, ние сме ги резервирале сите за фестивалот, ама ќе видиме колку ќе биде тоа можно. Јас не разбрав или не слушнав. Каде ќе се изведува представите од дружната програма? Значи, представите ќе бидат овде, во Цепенков, на сцена 105, тие што можат, и уште за една представа проверуваме простор кој што ќе може да биде, ќе биде објавено во програмата јавно. Сепак, знаете, само што завршивме со собрание, само што изгласана програмата, секој од театрите кои што се од официјална селекција беше тука и ги договоривме термините за учество, меѓутоа со независната продукција не учествува во собранието на фестивалот, тоа сепак морам со нив да го договорам и во однос на деновите и во однос на просторот каде што ќе се играат. Да, значи таква е ситуацијата со просторот. Фестивалот го изнајмува просторот, јас сакам ова да го нагласам, бидејќи многу често се случува забуна, како да кажам. До мене стигнуваат информации од типот
што ќе биде со зградата, што ќе биде со ова. Значи, јас сум директор на фестивалот Војдан Чернодрински. Фестивалот Војдан Чернодрински го изнајмува просторот. Ме разбирате, значи, јас тоа е како да кажувам за кај вас дома, не знам. Затоа јас сакам да ви го кажам моето мислење. Јас имам мислење и став за тоа и сум го кажала кога требало да го кажам. Меѓутоа исто стигнуваат, не знам, со карти, со ова, не мешаат некако театарот и фестивалот и затоа сакам, иако носим исто име и од тука почнало сето, сепак за фестивалот сум одговорна јас, за другото, другите директори. Ви благодарам уште еднаш на целата поддршка што ни ја давате како медиумска заедница и се надевам ќе се дружиме и гледаме понатаму. Ви благодарам уште еднаш на сите.